Владата уверува дека нејзината актуелна надворешна политика, која опозицијата ја критикува за неодредена и за импровизаторска, не значи оддалечување од Европската Унија за сметка на приближувањето кон новата американска администрација. Шефот на дипломатијата, денеска од собраниската говорница, одговараше пред пратениците како ја гледа меѓународната позиција на Северна Македонија во сложената глобална ситуација и исклучењата во трансатлантското партнерство. Во делот на надворешната политика ќе работиме одговорно, транспарентно и ќе работиме примарно во заштита на нашите национални интереси, кои што се длабоко втемелени во три основни фундаменти: нашето членство во НАТО, нашата усогласеност целосна со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија и нашето стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. Ниту една од овие теми не е помалку битна едната од другата. И треба да ги гледаме на ист пиедестал, а не во некој момент да одбираме со едната или со другата страна. Муцунски денеска имал средба со американската амбасадорка, на која, како што информира од неговиот кабинет, било потврдено силното и стратешко партнерство меѓу двете земји. Партнерство за кое сведочели билатералните посети на високо ниво во изминатиот период. Токму тие чести посети на врвот на владата на Вашингтон, како и воздржаноста на Северна Македонија во гласањето во Обединетите нации за така наречената Европска резолуција за Украина, опозицијата на денешната седница на Собранието го искористи како аргумент за да праша каде се движи земјата. Ова ја отвара дилемата. Дали Република Северна Македонија останува на европскиот пат или пак се движи кон геополитичка изолација. Нешто што за ВМРО-ДПМН од минатото не е непознато. Премиерът да се гласа воздржан значи да се нема став или да се нема стратегија. Одлуката беше таква затоа што имавме избор дали да застанеме меѓу првите во редот заедно со нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави, или во случајот да поддржиме заеднички став на Европската Унија. Кога видовме дека во Европската Унија нема заеднички став по резолуцијата, тогаш беше логично да застанеме позади резолуцијата која што ја предложија Соединетите Американски држави. На Советот за безбедност има постојани земји членки и земји членки кои што се менуваат. Предпоставувам, како министер за одбрана, тие работи треба да поранешен, треба да ги знаете тие работи. Прашањето е зошто тие земји членки кои што се постојани или повремени, а се дел од Европската Унија, не го блокираа носењето на резолуцијата на Соединетите Американски држави. Зошто не гласаа против? Знам зошто. Затоа што сите еден по еден ќе се редат сега во Вашингтон. Еден по еден. Сите тие. Но дел од европските амбасадори во земјава, што на состаноци, што јавно, реагираа за ваквата постапка на македонската дипломатија. Гласањето на Северна Македонија во Њујорк за нас беше неочекувано, порача вчера францускиот амбасадор Кристоф Лериголе. Премиерот и во денешниот настап во парламентот ги повтори позитивните впечатоци од новата администрација во Вашингтон и начинот на кој таа пристапува на прашањата како што се руската агресија врз Украина или конфликтот на Блискиот Исток. Според мене, а бев сведок и можев да почувствувам, не само да почувствувам емоцијата во говорот на подпредседателот J.D. Венс, туку и да почувствувам амбиентот во самата просторија каде што тој се обраќаше. Тоа представуваше инспиративен историски говор. Сакале ние или не да признаеме, тој говор, а и настаните кои што следат, ќе го сменат светот. Новата американска администрација е предводник на тие промени. И тие промени сите ние ги чувствуваме. Најнаш веќе немаме, да речеме, офанзивна реторика во светот. Без разлика дали станува збор Украина, дали станува збор Израел, Газа, Блискиот Исток, други конфликти, гледаме дека
реториката сега сите која што ја прифаќаат и која што е прв предвестник на тие промени е мир. Така не беше, да речеме, до пред неколку месеци. Премиерот и владата сериозно инвестираа во релации со луѓе од опкружувањето на Доналд Трамп уште за време на претседателската кампања, а Мицкоски за непол месец 2 пати беше во Вашингтон. Првиот пат на инаугурацијата, вториот пат за да учествува на конференцијата на конзервативната политичка акција. Опозицијата го поздравува неговото често патување за САД, но и прашува дали и каква корист од тоа има земјата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.